половина милион граѓани се сиромашни, младите се иселуваат, државата нема решение за подобрување на состојбата, обвини на прес ВМРО ДПМН Штип. СДСМ во изминатите 3 години не донесе на просечки стап. Цените растат со молкавична брзина, а платите и пензиите стагнираат со години. Станува јасно дека ветувањето за 500 евра просечна плата на граѓаните бе сладки зборови со кои премиерот манипулираше со сиромашното население. Ценовниот шок што пристигна вчера со покачувањето на цената на горивата ќе предизвика дестабилизација на потрошувачката кошничка. Не само што порасна цената на горивата за 3,21% во малопродажба, туку следствено на тоа ќе се зголемат и трошоците на живот на граѓаните. Потрошувачката кошничка на граѓаните во Македонија во 2019 година изнесува 32.761 денар, а минималната плата е 12.000 денари. Тоа значи дека најголем број од семејствата во Македонија живеат на работ од сиромаштијата. Исто така, ова значи дека едно семејство со двајца вработени не може да го преживее месецот без дупка во буџетот. На обвинувањата од ВМРО ДПМН од СДСМ реагираа со писмено соопштение. Лани ја покачевме минималната плата на 12.000 денари, со што 90.000 наши сограѓани добија повисоки плати. Во 2018 година просечната плата постојано растеше со порост од 8,1% во декември 2018 година, во споредба со декември 2017 година. Имаме рекордно ниво на странски директни инвестиции во 2018 година од над 624 милиони евра. Невработеноста во земјата го достигна најниското ниво во историјата и падна на 19,4%. Креирани се 26.600 работни места во текот на изминатата година. За оваа година издвоивме рекордни 1,1 милиарда денари, што представува историски највисок износ што некоја влада досега го обезбедила за поддршка на отварање на нови работни места. Стои во реакцијата.